Здраво, здраво! Еве го најновото издание на емисијата Лајта. Во него ви носиме информации од високата мода. Денес ќе говориме за отворениот прв шопинг мол во Штип. Тој е воедно и прв во Источна Македонија. Деталите ги имаме во ова издание, а што и се друго подготвивме во денешното наше дружење, ќе го дознаете секако доколку останете со нас до самиот крај. Започнуваме со првата информација за денес. Ја расчистуваме дилемата на која страна ја вртите главата додека се бакнувате и што означува тоа. Во зависност од тоа на која страна ја навалувате главата додека се бакнувате, налево или надесно, ова ја открива вашата емотивност. Околу 80% од мажите и жените ја навалуваат главата на десната страна кога се бакнуваат. И тоа покажува на висок процент на емотивност, а останатите 20% ја навалуваат налево и се повладни и помалку емотивни. Ова е резултат од една анализа спроведена врз стотина лица кои се бакнувале на јавно место. Емотивноста била анализирана и се забележувала дури и при бакнежот во образ. Луѓето кои ја наведнуваат главата налево обично не се чувствуваат пријатно и не се сигурни дали треба да се поздрават со бакнеж. Во рубриката занимливости, интересни пингвини, што се случува кога ќе им се стави бариера на патот. Кога конопот ќе се постави како бариера пред група пингвини, настанува општ хаос. Ви го презентираме видеото за да се уверите во фрката која настанува, а е снимено на островот Маквори. Лајт Викендов присуствуваше на свеченото отворање на шопинг молот во Штип. Тој е единствен и во Источна Македонија. Погледнете за што станува збор. Сега е вистинско време да ја обновите гардеробата за периодот кој што следува и тоа задолжително мора да го сторите со стил. Сега на располагање го имате првиот шопинг мол кој што се наоѓа во објектот на Диро позади кампус 4. Овде ќе ги пронајдете идеалните парчиња облека за вас и тоа од реномираниот штипски бренд Астибо Беас. Овој шопинг мол е на површина од 1000 метри квадратни и во него се изложени повеќе од 3000 парчиња модна облека. Со овој шопинг мол, модната куќа Астибо Беас, се надеваме дека ќе го официализира статусот на Штип како моден град и ќе го овековечи шопингот во Штип. Инаку, овој шопинг мол ќе има секојдневно оваа пролет и лето сезона, до завршувањето на оваа пролет лето сезона, секојдневно ќе нуди на потрошувачите, на лојалните потрошувачи попус на секое купено парче, на секое второ купено парче, попус од 20%. Астибо Беас и госпоѓа Бети Санева секогаш знае да не изненади нели со вакви убави работи, бидејќи е дел од светот на модата. Јас веќе соработувам многу долги години со брендот Астибо Беас и како Светлана Црнокрак, а и како модно студио Црнокрак со госпоѓа Бети Санева. Нашата соработка е прекрасна, професионално. Така да Астибо Беас е мој бренд кој што секогаш ме прати на сите јавни настапи, не само на јавните настапи, туку и приватно се пронајдов во моделите на Астибо Беас. Новитетот што го вметнавме во оваа колекција е таргетирањето и на помладата популација и во оваа колекција веќе и тие ќе може да си најдат своје парче облека и ќе изгледаат модерно. Која таргет група ја покривате со
колекцијата која што е изложена овде. Да. Оваа сезона за прв пат модната куќа Стиво Беас ја прошири таргет групата од 13-14 години па нагоре. Значи, секоја млада девојка, секоја млада бизнис дама, што туку вработена, може да купи по некое парче и да го наполни својот пролетен гардеробер за пролет и лето. Меѓутоа, модната куќа Стиво Беас останува лојален понудувач на класичната стандардна колекција за модерната елегантна бизнис жена. Овде во шопинг молот е префрлена целата наша модна лабораторија, така да нудиме и изработка на модели по порачка. Се работи за долги години, значи многу години, па мислам дека околу 10 години се во прашање. Буквално се доживувам како веќе дел од овој бренд. Се развивам, созревам со Стиво Беас, прекрасно е чувството, се разбира, бидејќи кога ќе се спојат професионалци на едно место, успехот е секогаш неизбежен. Значи, има прекрасни парчиња како за најмладите, така и за настарите. Има доста избор. Убаво е, прекрасно. А Стиво е бренд и нема коментар. Прекрасно е. Зависи за што е наменето. Нели има доста работи за свадби, за секаква прилика. Се е добро, се е убаво. Па им посакуваме на сите да дојдат да си видат, да си разгледат и да си земат. Изненадени сме во суперлатива, многу убаво. И ми се чини во Источна Македонија тоа е единствено шопинг центар. Се отправите ли нешто за да се помине? Управо се. Гледам, има доста убави работи. За сите оние со истенчен моден вкус и за сите оние кои што имаат стил, вистинското место за шопинг е токму овде. И полека дојдовме до последната рубрика за денес. Тоа е Прилоквил. Денес погледнете ја воздушната акција нон-стоп од 2014 година. Режија Джейм Колет Кейп. Меѓу другите, улогите ги толкуваат Лим Нисон и Джулиан Мур. Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number. We're midway across the Atlantic. How do you kill someone in a crowded plane and get away with it? Ladies and gentlemen, I need every passenger to raise their hands above their head. This is a bad idea. Marshal! We have a right to know what the hell is going on! Agent Marks, the account number you gave us is in your name. What? That doesn't make any sense. This is a setup. Something else is going on. Ова беа подготвените прилози за во понеделничкото издание на емисијата Лајт. Доколку сакате да ги погледнете уште еднаш, достапни ви се на tvstar.com.mk. До следното гледање утре. Чао, чао!